Драги гледачи, добро вечер. Вечерва ќе говориме за ревматичните заболувања. Образовната програма на телевизија Скопје со поставувањето на вечерашната емисија се вклопува во одбележувањето на 7 април Светскиот ден на здравјето. Последните децении значително се зголеми интересот и меѓу здравствените работници и воопшто меѓу народот за ревматичните заболувања. Токму затоа и го поканивме во нашето студио асистентот доктор Љубомир Чапаровски, асистент на Медицинскиот факултет во Скопје. Доктор Чапаровски, во народот е оддомаќен и прифатен терминот реума, заправо реуматични заболувања. Што се подразбира, што вие подразбирате под овој термин? Во потесниот смисол и значење на овој израз, во групата ревматизми спаѓаат многу бројни, најразлични болни и патолошки состојби со соодветна етиопатогенеза од воспалителен, метаболен или дегенеративен карактер, на кој што заеднички им е симптомот, кој што е најчесто присутен, тоа е болката. Воспалителни, односно дегенеративни или метаболни ревматизми, тоа се ревматизми кои што се во основа на кои што во првата група лежат воспалителни процеси. Дегенеративните ревматизми се заболувања на напреднатата, зрелата, да не речам старата возраст, а метаболните ревматизми се предизвикани од нарушувања во метаболизмот, односно размената на материите и енергиите во нашиот организам. Ревматизмите воопшто не се од понов датум. Тие го пратат човештвото од најстарите времења и што е најважно, а можеби и најтрагично, не поштедуваат ни една возрастна категорија. Во последниве неколку децении рапидно, брзо расте интересот за ревматските заболувања како во нашата земја, така и во целиот свет. Објаснението за ова лежи можеби и во новиот начин на живење на современиот човек и продолжувањето на неговиот работен и животен век, што можеби од своја страна предизвикува полесна и побрза појава на така наречените дегенеративни форми на овие заболувања. Кои се основните карактеристики на ревматичните заболувања? Основните карактеристики кои што ги разликуваат и одликуваат ревматските заболувања од другите заболувања на нашиот организам се тоа што тие не се со така често со фатален исход како што знаат да бидат другите заболувања, меѓутоа тие како што веќе споменав не поштедуваат ни една возрастна категорија, ги напаѓаат и децата во нивната најмлада возраст, а од друга страна предизвикуваат долготраен и тежок инвалидитет и на општеството и на здравната служба како таква нанесуваат огромни финансиски товари, бремења и губитоци. Дали можеме да направиме некаква класификација, разбирлива за нашиот гледач? Разбирлива и достапна класификација за гледачот би била следната. Тука ревматските заболувања би ги поделили на неколку категории. Група на воспалителни ревматизми, кои што се мошне чести, мошне тешки, мошне инвалидизирачки и ретко со фатален исход, односно смртни. Се надевам дека ќе ни покажете таков случај. На првиот дел е момче на 22 години, кој што по неколку години од чисто здравје, значи претходно заболува од болеста на фон Бехтерев и на 32 годишна возраст тој веќе прилично изразен инвалид. И на 42 годишна возраст, тоа е третата фаза на истиот фотос, имаме пациент на 42 години кој што е многу тежок инвалид. Во тек на емисијава повеќе пати е потенцирано дека хроничните ревматски болни се подложни кон инвалидност, често пати отсутствуваат од своето работно место и на заедницата предизвикуваат големи финансиски давачки и товари. На примерот на нашиот болен, кој што во тек на својата анамнеза за 10 години и повеќе страдање од хроничен ревматоиден полиартрит, престојувал на ревматолошката клиника повеќе од 5 пати, би сакале најубаво да го ова илустрираме. Молам, колку години имате вие? Имам 48 години. 48 години. А колку време сте во пензија? 5 години.
Он е пензиониран на своја 43 година заради овој хроничен ревматичен полиартрит. Освен тоа, он има и известни белодробни промени што работел као рудар. Меѓутоа, непосреден мотив за пензионирање е хроничната форма на овој ревматизам, која што довела до тоа да пациентот на својата 43 година во екот, во полниот ек на својот работен и продуктивен век бива принуден да оди во пензија. Мислам дека друг коментар е непотребен. Оштетувањата, пореметувањата на неговиот секојдневен живот се огледаат и во тоа што болниот не може правилно и адекватно да работи со своите раци. Дали можете да стискате убаво слушаките? Не можам. Дали можете да работите тешко. оние работи што дома секојдневно сте ги работиле во нивата, околу куќата и слично? Не можам. Не може. домашните. Што говорат, доктор Чапаровски, статистичките податоци за зачестеноста на ревматичните заболувања кај нас и во светот? Прецизни статистички податоци во моментов јас не би можел да покажам, меѓутоа она што зборува достапната наша и светска литература, неспорно ги става ревматските заболувања меѓу најфреквентните, најчестите заболувања воопшто познати меѓу хуманата, човечката патологија. Инвалидско-пензионите комисии кои што се занимаваат со преквалификација, односно пензионирање на вработените, мошне често имаат работа со пациентите кои што ние сме ги лекувале и ги лекуваме и кои што многу често биваат пензионирани од причина од страдањето од ревматските заболувања во нивниот напон на работната снага и енергија. На тој начин, на возраст меѓу 40 и 50 години, за пример, имаме комплетни инвалиди кои што, кога би живееле до просечниот век на денешниот Југословен, предизвикуваат големи материјални трошоци на соодветните институции во нашата република и земја. Дали можете сега, накратко, да ги опишите основните карактеристики на ревматичните заболувања? Со други зборови, симптоматологијата. Основните карактеристики со кои што ревматските заболувања се одликуваат, односно карактеризираат, познати се скоро на секој наш човек. Тоа во прв ред е болката, секогаш доминантна и присутна при ваквите заболувања, понатаму тоа е отокот на поедини, на еден или повеќе зглобови и тешкотиите, односно пореметувањата во нормалното движење на така наречениот ревматичар, односно проблемите кои што се создаваат и му причинуваат тешкоти во неговиот приватен, семеен и професионален секојдневен живот. Пак, колку за пример, јас би ве молел да ни покажете еден карактеристичен случај со сите овие симптоми за кои што говоревте. Тоа е случајот на нашиот, колку години имате, не? 41 годишен пациент кој што страда од кога сте болни? 65. Од 1965 година наоѓа, значи тоа е 15 години како страда. Сте лежени колку пати на болница до сега? 5 пати, 6 лежа. 5 пати и повеќе лежен на Сега болница. лежа 2 пати у гастро. По професија што сте имал? Јас сум аутолакер. Аутолакер. Главните текови кај се, на што се ви најмногу жалите? Највише се жали од кичмата и колената. Најмногу од крстот и од колената кои што од време на време отечуваат и во кои што директно примате инекции во зглобовите така. Да. А состојбата како се движи во тек на овие 15 години, се влошува, стои стабилизирана на исто место и Не, на исто место, ама менјат. менја од време на време, Од време значи на имате време болки, имам болки во колената. обете над коленици, колената Некој пат обеде, некој пат едната и во крстот. и во крстот кичма. Инаку имате и чирна 12 Имам, прстото црево. Тоа е еден од проблемите кои што често создава многу тешкоти во доменот на ревматологија, болните кои што имаат воспаление на желудецот, така наречен гастрит или пак уште полошо чир на желудник или 12-палечното црево, представуваат, реков, голем проблем затоа што Лежа во гастро не два можат пати, да
пијат или тешко ги поднесуваат медикаментите кои што ги ние обично даваме за овие лекарства. Видовме дека колку години имате мало? 41. Пациентот кој што има 41 години е физички работник аутолакер. Самиот кадар покажа дека тешко се движи, отежнато и можете да работите слободно. Не можем да работам слободно. И не може да слободно кликнем. и без тегоби да врши својата професија, затоа што од движењата му се отежнати, не може да клекне убаво и не може убаво да ги употребува Ако своите. кликнем, веќе не можем да станем веќе. Односно ќе клекне тешко, а уште потешко ќе стане. Ревматските заболувања не така често се смртни во својот исход, меѓутоа тие можат и знаат да доведат до тежок инвалидитет, кој што создава огромни проблеми на болниот како таков, значи проблеми за него во вршењето на неговите секојдневни лични и професионални активности, на неговото поблиско и подалечно семејство, на неговата околина и на друштвото во целост. Дали ќе сакате, доктор Шапаревски, да ни речете нешто за етиологијата, заправо причинителите на ревматичните заболувања? Прашањето на етиологијата, односно на причинителот или причинителите на ревматските заболувања, спаѓа меѓу најтешките проблеми во денешната ревматологија, а тоа потекнува од тамо што освен во известни форми на ревматизми, како што например ревматската треска, при која што е неоспорно утврдено и сите автори се согласни дека е во прашање една врста на микроорганизми од групата на така наречените стрептококи, значи причинителите се во поголем број на ревматските заболувања од доменот на се уште непознатото. Мора да напоменеме дека како причинители на ревматските заболувања фигурираат и се јавуваат најразлични микроорганизми, вируси, хемиски, физички агенси, промени во атмосферскиот притисок, експозиција на студ или ладно и така натака и така натака. Реков, освен познатите причини, постои редица и многу бројни други фактори кои што во овој момент нам не ни се познати. Ревматските заболувања не се болести на сегашност. Точно така. Ревматските заболувања може да се рече харале и предизвикувале своји непожелни и тешки последици од најстарите времиња и со тек на сите векови до денеска. Меѓутоа, во последниве неколку децении, реков благодарение, односно заради променетиот начин на живот, исхрана, примена на лекарства и други познати и непознати причини, нивниот број во последниве неколку децении е во постојан и непрекиден пораст. Се надевам дека нашите гледачи ќе ги интересира ако кажете нешто повеќе за ишијаст. Под терминот ишијас, односно синдром на лумбоишијалгија, се подразбира една болна состојба која што се карактеризира со болка долж целиот долен екстремитет еднострано или обострано, која што често пати знае да биде од извонреден интензитет, а е предизвикана од дегенеративни промени во меѓупрешленското перниче, меѓупрешленската рскавица во крстниот дел од рбетниот стол. Овој синдром е често пати главен причинител за инвалидитет, кој што трае од неколку дена до неколку недели, па дури и месеци. А кога не помогнува медикаментозното лекување, односно лекувањето со медикаменти, односно со лекови, се прибегнува кон хируршка терапија, односно оперативна интервенција, која што болниот го ослободува од присатните тегоби. Пред да поминеме со говорење за лекувањето на ревматичните заболувања, јас би сакал да ве прашам уште за тоа, за некаков однос на ревматичните заболувања во нашата земја и во светот. Прецизни и конкретни податоци во дадениот момент
не би можел да изнесам. Меѓутоа, во нашата југословенска литература е присутен податокот дека ревматските заболувања котираат мощно високо меѓу најчестите причинители на морбидитет и инвалидитет меѓу нашето население и според својата зачестеност тие ги имаат достигнато и престигнато заболените од туберкулоза, од канцер, од диабет и од кардиоваскуларни заболувања, односно од срцево-садовни заболувања, од кои што голем дел, како што пред малку веќе споменав, се предизвикани од ревматско воспаление на срцевиот мускул. Не ни рековте за односот во светот. Јас би можел само да наведам неколку податоци, а тоа е дека според статистиките од Здравствената служба на Соединетите Американски држави се смета дека во светот боледуваат негде околу 100 милиони луѓе од разни форми на ревматизми, од нив околу 10 милиони само во Соединетите Американски држави. Податоците од Велика Британија зборуваат дека 1,5 милион луѓе страдаат од ревматски заболувања, а осигурителните друштва на Сојузна Република Германија наведуваат дека 1/6 од активните осигуреници се подложни на страдање, односно страдаат, се активно патат, страдаат од некоја од ревматските болести. И сега да поминеме на едно друго прашање. Какво е лекувањето? Лекувањето на ревматските болести е и мора да биде комплексно и мултидисциплинарно. Под ова подразбирам дека ревматологијата се оттргна од раците на лекарот поединец, независно дали е тоа педијатар, интернист ревматолог, балнеолог, ортопед, хирург кој се занимава со корективна хирургија или другите професии. Само мултидисциплинарно лекување, односно медикаментозно, физикално, терапеутско, балнеолошко и во оние случаи каде што е тоа потребно со примена на ортопедски и други хируршки мерки, можеме да се надеваме дека лекувањето на ревматизмите ќе ги даде оние резултати кои што би не задоволиле и нас и самите болни. Многу лекови се пијат. Многу лекови се пијат и се надевам дека ќе се пијат можеби уште повеќе, затоа што голем број од ревматските заболувања на голем број од ревматски заболувања не е јасно и прецизно познат причинителот, односно причинителите. На ова место морам да напоменам дека нашата фармацеутска индустрија прави големи напори, и често пати со успех, во своето производство на така наречените антиревматски препарати и лекарства. Неколку збора за болеста на гихт. Да, тоа е болеста, така наречениот метаболен ревматизам, односно гихт или артритис урика, или ако сакаме да се изразиме со терминот на поранешните векови, тоа е морбус доминорум или болеста на дворјаните. Поранешната доктрина била дека е тоа заболување од кое што најчесто патат луѓето кои што уживаат во животот во сите негови аспекти, кои што се убаво и обилно хранат, кои што многу и квалитетно пијат и така натака и така натака. Меѓутоа, во последно време ова и ваквите доктрини отпаѓаат, од ова заболување страдаат и така, да се изразиме, обичните смртници. Инаку ова заболување многу почесто, неспоредливо почесто ги напаѓа мажите и се карактеризира со извонредно силна болка и црвенило, силна до неподносливост болка, која што се обично локализира долу на ножниот палец. При овој наш пациент би сакал да покажам еден случај на метаболен ревматизам, така наречениот уричен артрит. Нажалост, кај него не би имале што да покажеме во дадениот момент, меѓутоа од него имаме што да чуеме. Ме молам, колку време сте болни вие? 10 години. Се сеќавате како започна вашата болест? Се сеќавам. Што се карактеризираше, што беше во почетокот вашата главна мака? Мојата главна, јас сум водоводчија. Да. И тоа водата по вода газеше. Од тоа ли се стори, од како се стори, до 2 сата работеше, по 2 сат ми се створи
И док сум отишao до дома и ја не знам како сум отишao. А вред, што беше тоа што ви се стори? Што се случи? Но Што да? некој црвенило покажа и Каде? оток Каде на црвен? ногата. Најкарактеристични случаи локализирано на зглобот на палецот од ногата. Да. Тоа ве болеше вас многу? Па, бога ми болеше. Многу. И тоа болеше што ноќе не можеше никако да спи. Ноќе воопшто не можете. Никако. Асистент Чапаровски, кога говориме за ревматични заболувања, секој пат се мисли на зглобови, се мисли на мали, големи зглобови. Дали постојат и вонзглобни ревматизми? Да. Постојат, тие се многу чести и многу често пати мощне болни. Еден од најпознатите и најчесто среќаваните во нашата средина е синдромот на така нареченото болно рамо, при кој што имаме ограничување, понекогаш и максимално, на движењата во раменскиот зглоб заради воспалителни промени на структурите околу рамото, кои што доведуваат до ограничување, односно оневозможување на движењата во дотичниот зглоб. Оваа состојба знае да биде мощне болна, понекогаш болна и до неиздржливост, меѓутоа на среќа на нашите болни ние располагаме со средства со помошта на кои што можеме мощне брзо да ја истата средиме и опираме. Овој наш случај е еден пациент при кој што не би требало да се очекува инвалидност, меѓутоа имаме состојба на извонредна акутна болка кај пациент на колку години имате вемо? Имам 44. 44. Боледува пред 2-3 дена вемоло, може да кажете што е вашата мака? Мене ме боли рамото, бидејќи таму работното место ми е изложена прома и го осеќам као... Дали можете да одвижите рамото, подигнете ракава? Не можам така Као нормално, не можете да движите, Не, да, ве боли тоа многу? Да. Главна одлика на оваа врста на така наречени вонзглобни ревматизми, при кои што структурите на самиот зглоб не се зафатени, а е воспалено околното ткиво, е извонредна болна осетливост на зафатениот зглоб и оневозможување на движењата во сите правци. Значи не можете да го движите рамото, ни да покренете ракава, ни напред, ни назад. Да. Овдека ние располагаме со моќни тераписки средства, можеме со една или неколку инекции директно внатре во самиот зглоб да го болниот ослободиме од ужасната и скоро неподносива болна состојба. Мене ми е познато дека неодамна браневте докторска дисертација на тема фебрис реуматика, заправо реуматична треска. До какви заклучоци, доктор Шапаровски, дојдовте врз база на таа докторска дисертација? Ревматската треска е едно од честите заболувања во нашето поднебје, во нашата земја и во целиот свет. Поодамна е познато дека ревматската треска, која што е заболување претежно на претшколската и школската возраст, спаѓа во групата на заболувањата кои што се така наречени социјални болести, која што попушта и би требало да попушта со подобрувањето на општиот и социјален стандард на населението. Дори уште повеќе, со откривањето и воведувањето на пеницилинот во широка тераписка употреба, ова заболување требаше да постане известна историска категорија, односно тоа требаше да попадне во групата на заболувањата кои што требаше да спаднат во историјата на медицината. Меѓутоа, ваквиот оптимизам се покажа као прилично преуранет и неоправдан. Ревматската треска, како во нашата република, така и во нашата земја, така и во економски развиените земји, иако значително поретка од порано, ни оддалеку не е искоренета. Едно е неспорно дека е помал бројот на заболените од ревматска треска, дека е помал бројот на заболените од ревматска треска кои што имаат компликации од страна на срцевиот мускул со последично создавање на така наречените стечени срцеви мани, меѓутоа таа ни оддалеку не е сосема искоренета. Бројот на заболените од ревматската треска во нашата република, споредено со другите републики во нашата земја, во Словенија, е нешто повисок. Ова може би
наоѓа свое логично објаснение во разликите на општествениот и општ социјален стандард меѓу овие две републики. Меѓутоа, клиничкиот тек со кој што ревматската треска се пројавува и клиничкиот тек на кој што оваа болест протекнува е неспоредливо полесен отколку што беше случај порано. Меѓутоа, постои еден друг факт на кој што би морал да обрна внимание, а што е општа појава како кај нас, така и во целиот свет. А тоа е дека е се почест и поголем бројот на стекнатите срцеви мани, без да можеме во историјата на болеста на заболените да добиеме податок за прележена ревматска треска. А тоа значи дека ова заболување од една страна го има изменето својот клинички тек и дава помал број на клинички јасни манифестации од страна на срцевиот мускул, меѓутоа тие се ите како се уште присутни, како кај нас, би сакал да повторам уште еднаш, така и во целиот свет. И тоа е заболувањето кое што предизвикува најчест морталитет и инвалидитет и морталитет, односно смртни случаи при населението до 40 односно 45-та година од животот. Во однос на ова заболување постои неподелена согласност меѓу сите испитувачи и здравствени работници кои што се занимаваат со оваа проблематика дека нејзин предизвикувач, односно неспорен етиолошки фактор е еден микроорганизам, така наречениот бета-хемолитичен стрептокок. Меѓутоа, механизмите преку кои што инфекцијата со овој микроорганизам на горните дишни патишта, тоа е најчесто на гушата, доведува до компликации од страна на срцевиот мускул, се уште, на жалост, спаѓаат во доменот на енигматското, односно непознатото. Дали тоа, еден момент, дали тоа значи дека не сме во состојба да предочиме, ако ништо друго пред нашите гледачи, кои се превентивните мерки што можат да се превземат да не дојде до ова заболување? Точно тоа што сакав да нагласам, со обзир на тоа дека ние го знаеме директниот причинител, кој што е јако чувствителен на пеницилинот и на неговите деривати, единствено моќно средство во борбата против оваа се уште, на жалост, опака болест, се уште присутен социјално-медицински проблем во нашето поднебје, е правилната превентивна примена на пеницилинот од страна на нашите здравствени установи и работници. Правилно реков, примена постојана, перманентна и редовно контролирана од надлежните квалификувани здравствени работници. Доктор Чапаровски, дали можете неколку збора на крајот да кажете за превенцијата против ревматичните заболувања? Превенцијата, односно спречувањето на ревматските заболувања игра огромна улога во спречувањето, односно одложувањето на продолжувањето на појавата на тешките форми на инвалидитет кај заболените. Во ова најбитна улога би играло раното откривање на ревматските заболувања, односно навремената и правилно поставена диагноза, редовното контролирање во соодветните ревматолошки институции во нашата република и правилната примена на советуваната терапија, односно примањето на советуваните лекарства, или на крај правилна, соодветна и со полна доверба поставена релација меѓу болниот и лекарот. Ете тоа беше се, драги гледачи, што подготвивме за вечерва за темата ревматичните заболувања. Благодарам доктор Чапаровски за учеството во емисијата, а вас